Вечерва разговарам со градоначалникот на општината Киселавода и председател на ЗЕЛС Орце Ѓорѓевски. Господин Ѓорѓевски, добро вечер. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Веднаш по трагедијата во Кочани направивте состанок во ЗЕЛС со вашите колеги градоначалници, донесовте одлука да се направи на контрола во однос на безбедноста на стамбените згради. Помина една недела, дел од општините има роки од една недела за да се увидат првите информации. Има ли некакви резултати? Што покажуваат овие контроли? Добро, треба да се земе во предвид дека на републичко ниво некаде околу 370 основни училишта, имаме 109 средни училишта, дополнително под објекти за од јавен карактер спаѓаат и сите граденки кои што беа предмет на проверка и дел од нив се уште предмет на проверка, сите јавни установи како спортски сали, културни домови и така натаму. Во најголем дел од општините, над 90% темелни проверки се извршени. Многу беше важно во целиот овој процес, знаете, после оваа трагедија која што не се случи во Кочани, која што не погоди сите практично. Ја не верувам дека има човек во Македонија кој што не беше погоден од таа вест. Се уште сме сите во шок на некој начин од сето тоа. Се створи дополнително паника кај граѓаните. Многу теми и прашања се отворија во јавност. Многу беше важно за мене како председател на ЗЕЛС, но и за останатите колеги, најпрво да ја смириме нацијата, од аспект што родителите треба да знаат дека децата им одат во исправни училишта, во безбедни училишта, дека да знаат дека најмладите во градинките се безбедни. Затоа првата фаза која што влеговме темелно да ја испитаме, односно проверки да извршиме вонредни, напоменувам, беа објектите од јавен карактер кои што се надлежност од општините. Како се одвиваат проверките? Проверките се одвиваат на два начини. Од една страна, онаму каде што има доволно служби кои што можат тие проверки да ги извршат, а се под капата на локалната самоуправа. Тука веќе се експедитивно влезени во процесите и извештаите се дека секаде е онака како што треба, односно дека ја поседуваат пред се потребната документација, дека имаат објектите доволно излези, дека имаат ПП за опрема, ПП апаратите се исправни и така натаму. И сето тоа, јас како председател на ЗЕЛС, но и сите мои колеги бараме да биде подкрепено со записници. Еден од записниците е овој записник за проверени објекти на територија на општина Киселовода, каде што точно стои дали има документи, ПП апарати, бројот на ПП апарати, хидранти, колку се исправни и каква е состојбата на истите. И такво нешто побаравме да ни достават и до ЗЕЛС сите општини генерално. Стигаат мејлови како што сакам да прашам, затоа што ви минатата недела имавте една изјава дека не треба да стравуваат родителите, дека децата им се безбедни. Морам да ве прашам, ова го тврдите за објектите во вашата општина или низ целата држава, затоа што се појавија снимки дека во некои училишта се искршени хидрантите, како што се искршени во некои стамбени згради и дека не достигаат цревата и во хидрантите во училиштата. Кога станува збор за хидрантите, во дел од недостатоците што се утврдени е црева во хидранската опрема кои што треба да бидат опфатени, кои што недостасуваат. Има многу случаеви, ги има цревата, но се чуваат на несоодветно место под разни изговори дека можел да биде украден цревото за хидрантот и така натаму. И тука не треба да имаме простор за толеранција. Ставот заеднички на сите колеги е во еден период онаму каде што се утврдени аномалиите, најкраток можен треба да си постапат директорите на училиштата во соработка со локалната самоуправа и да бидат отстранети тие недостатоци. Јас пак ќе кажам на крајот на денот, ова се вонредни инспекцијски надзори кои што ги вршиме поради сложеноста на состојбата произлезена од состојбата во Кочани, односно настанот немил кој што се случи таму. Тука исто така во документацијата, а исто така бараме и записници од останатите колеги, имам јас документи за во мојата општина дека откако сум градоначалник, јас за претходно можам да кажам еден куп аномалии, но ние треба да ги менуваме работите. Јас од кога сум градоначалник во мојата општина, секоја година, иако не е облигаторно во законот, секоја година се вршени инспекцијски контроли. И така треба да функционираат сите општини и затоа јас она што го начнав во јавноста, кога веќе сме свесни дека на одредени институции потребно е во законот да им стои дека мора да постапат, тогаш ние треба да присегнеме кон законски измени во кои што ќе наложиме најмалку еднаш во годината да се вршат вакви контроли во сите објекти од јавен карактер. Кај нас имало одговорно постапување, но има општини каде што не секоја година се вршени контролите,
Ова како ЗЕЛС ќе го барате? Како ЗЕЛС, и јас тоа го разговарав и во комуникација со претседателот на владата, со кој што морам да истакнам дека од самиот почеток сме во постојана комуникација и координација во однос на овие прашања. Буквално на дневна основа се координираме и успехот мора да е заеднички. Ние мораме сите да го менуваме овој систем, но тоа не зависи индивидуално од само од работата и ангажираноста и влогот од локалната или од централната власт, тоа зависи од граѓаните, па се до највисоката инстанца. Како ќе оди оваа постапка за законски измени? Ќе поднесете вие до влада, до претениците? Да, па најверојатно до владата најпрво да се усвои како предлог за да биде обврска контролата еднаш годишно. Да, точно. Морам да ве прашам во однос на угостителските објекти. Какви се обврските на општините и што впрочем од страна на општинските инспектори се контролира во овој момент? Видете, тоа го истакнувам цел изминат период. Иако се бориме ние за целосна децентрализација како ЗЕЛС, како локална самоуправа, целово изминат период и јас како претседател, но и моите претходници, во некои постапки де факто ние мораме да направиме централизација на процесите. Зошто? Ако земете во предвид надзорот на угостителските објекти, еве за едно кафуле, говориме во кисела вода, кој и да е. Надлежноста во однос на постапувањето и овластувањата наши се единствено во преглед на елаборатот за животна средина. Што вклучува тој елаборат? Тоа вклучува дали загадува објектот, не загадува, каква е состојбата на мената и така натаму. Ништо друго. И ние како инспекција треба да извршиме надзор на терасите. Односно, дали е во Скопје малку и покомплицирано, затоа што одредени надлежности ги има градот Скопје, одредени надлежности многу мали ги имаме ние како општина, како локална самоуправа, не само кисела вода и аеродроми Гази Баба и останатите, и Ѓорче и Карпош, Шуторизар и останатите. Значи, многу се мали нашите надлежности на постапување, но тоа не остава простор да ние бидеме, според мене, неми наблюдувачи во процесот. Иако не сме одговорни за одредени процеси, наша обврска е јасна со станоци, постојано бидејќи имаме на неделно ниво координација со инспекцијските служби од општината, посочувам дека освен нашите надлежности, се она што ќе се утврди дека е неправилност во одреден објект, а не е наша надлежност, наше е да сугерираме до инстанците која што надлежност ја имаат за постапување во тој дел. Преобемене и прегломазен процесот и секој се остава простор во даден момент да се изземе од постапката, велејќи не е тоа моја одговорност. Затоа според мене, иако повторно ќе кажам, категорично се борам за децентрализација цел изминат период и до крај ќе се борам, додека сум на позиција за тоа да го правам. Во овој процес сметам дека треба да има поедноставување на процедурите, за одговорноста да има точно име и презиме. Она што недостасува во нашиот систем, не сега, години наназад, е одговорност со име и со презиме. Секој секогаш на некој начин може да се изземе, тврдејќи дека тоа не било или било негова одговорност. Еве се имаме, ќе ви направам паралела. Состојба река во Драчево, Мала Рада, која што не била наша надлежност, односно Маркова река, се извинувам, Мала Рада е целосна реконструкција вршиме ние затоа што е наша надлежност, за Маркова река. Неколку години поред ние испраќаме, бидејќи не е наша надлежност, сугерираме до институциите кои што се надлежни за истото животна средина и во најголем дел од обврските од градот Скопје за да го исчистат речното корито. Во моментов реката е полна до мостот во Драчево. Знаете кој беше одговорот последниот пат на градоначалникот на град Скопје и службите? Дека немаат предвидено средства за да реагираат таму. No, добро, ама кога зборуваме за угостителски објекти, општините добиваат директно средства од тие угостители, така? Да. Да. Не, јас паралелата морав да ви ја повлечам за да ви објаснам дека е прегломазен системот и начинот на издавање и одобрение од една страна, а од друга страна и системот на контрола. Што ако пазарна инспекција утврди една аномалија, а и уште 5 аномалии има во одредено кафуле? Значи, останува на волјата на пазарна инспекција да пријави или на некој граѓанин да одите во заеднички контроли. Точно. Градоначалник, морам да ве прашам некако
најголемо внимание во јавноста добија контролите на овие стамбени згради. Сите ние сме свесни во какви услови живееме, сите ние знаеме дали има хидранти, нема хидранти, дали има противпожарни апарати или нема, меѓутоа што покажува сликата на терен? Имате ли некаков преглед? Еве гледаме некакви различни информации кои што од првите денови излегуваат во Карпош, само една зграда имала услови. Денеска излезе некоја информација од општината Битола, велат противпожарни апарати има 22 од 590 згради во Битола. План за евакуација само 4, а 243 немаат хидранска мрежа. Многу загрижувачки бројки. Загрижувачки бројки, де факто. Исто како што Иван го споменав и моментот дека ние треба практично целиот систем да го менуваме, во системот спаѓаат и оваа категорија, односно колективното домување, нешто што за жал повеќе години наназад не било третирано соодветно од страна на инспекциите. Она што може би е грешка кај локалните колективно власти, тука се вклучувам и јас, третманот на пропусливост за одредени аномалии кои што системот ги има, а тука ја вклучуваме конкретно ова. Знаете, кога споменав дека ова е систем кој што треба да се менува и од владата и од локалните власти, споменав дека треба и граѓаните да учествуваат во тие промени. Еве го моментот каде што и граѓаните треба да учествуваат директно во промените. Не е општината таа која што треба тебе да ти каже, а живееш во една зграда со целото твое семејство, дека ти треба да имаш ПП апарат функционален во зградата. Така, ние имаме инспектор за домување, инспекција во моментов која што делува на терен и најпрво, јас секогаш сум за тоа прво да укажеме, да задолжиме, па подоцна да се Тоа сакав да прашам. Како ќе оди во оваа ситуација? Што ќе се случува со управителите и со стамбените совети кои што функционираат? Ќе има некаков законски рок, ќе има некаква обврска, толеранција, како ќе се постапува во оваа ситуација? Секако дека овој процес не е процес кој што можеме ние да го изменаџираме и да го доведеме во апсолутно исправна состојба за недела дена, за 10 дена, за 20. Не е реално. И секој тоа што ќе го каже на поинаков начин, сигурно ќе го каже тоа од разни причини, најчесто политички, можеби ќе излаже јавност. Јас секогаш говорам искрено и со факти. Јас велам дека ние мораме прво да сугерираме за она што е аномалија. Прво да го утврдиме. Грешка е што во мојата општина после 20 и повеќе од 20 години имаме за прв пат инспектор за домување. Немало во минатото од разни причини, како што имаме и градежни инспектори, а во минатото немало. Значи најпрво треба да се извршат темелни проверки, кај нас се уште траат проверките. Она од првичните контроли на терен што е утврдено е некоја слична состојба на тоа што го изнеле Битола, Карпош, можеби не е до тој обем. Најчесто станува збор за проблематичен дел во старите објекти за колективно домување. Во некој нема ни хидранти? Каде што нема хидранска мрежа. Јас разговарав веќе со советничката група, ние не е потребно единствено и еве ќе сугерирам и до моите колеги во останатите општини. Општина Карбенци, да не ми замери колегата, нема ваков тип на проблем затоа што немаат стамбени згради или Чешиново или не знам каде, помалите општини. Ова е проблем генерално во поголемите општини, градските општини на некој начин. Велес, Штип, Карпош, скопските сите генерално општини, Прилеп, Куманово и така натаму. Јас разговарав со советничката група. И кога веќе ние бараме да го менуваме системот, треба и да помогнеме во менувањето на системот и затоа на крајот на месецов, последната недела, мислам, од месец април, на седница на совет јас ќе предвидам преку ребаланс на буџет ставка во која што ќе субвенционираме да може во оние згради каде што нема хидранска мрежа да се постави хидранска мрежа. Тоа не значи дека општината ќе го плати целиот износ, но со дел од средствата ќе субвенционираме по одлуката, ќе видиме колкав ќе биде износот за сите оние стамбени згради кои што немаат хидранска мрежа. И тоа, повторувам, се во најголем дел, ако не и во 100% од случаевите, стамбени згради, односно колективно домување, изградени во периодот пред земјотресот, после земјотресот и така натаму, што значи најстарите згради во нашата општина. Еве и да станува збор за 100 згради, пак ќе најдеме начин да го помогнеме процесот. Но, кога веќе ќе помогнеме во тој процес, тоа ќе значи безмилосни санкции понатаму за секој оној кој што нема да го спроведе она што треба да го спроведе. Јас не живеам во сите згради во Кисела вода, ниту колегата од Карпош живее во сите, ниту колегата од Битола. Тоа треба граѓаните пред се да го направат самите. Кога споменавте ПП апарати, не е огромен износот кој што може да се плати за на секој кат да имате по еден исправен ПП апарат.
И тоа може граѓаните самите да го направат. Но еве, хидранската мрежа е одреден износ кој што е посериозен, поголем. Тука ќе влеземе ние како општина да го кофинансираме тој дел, да помогнеме на граѓаните, да она што било аномалија од системот, наследен за нас, да интервенираме заеднички да го санираме. Но после тоа треба да има безмилосно постапување, За односно противпожарни апарати се размислува воопшто некаква субвенција или не. Значи тоа што ќе биде субвенционирано сега за сега до она што го разговарав оние кои што немаат хидрански мрежи. Хидранска мрежа. Недозволиво е, повторно ќе кажам, да хидранска мрежа нема во една стамбена зграда. И тоа е она што треба да го интервенираме ние како општина, земајќи во предвид состојбата во која што живеат граѓаните, трошоците на кои што се изложени, така натаму, ете да не биде целосна обврска нивна, а тоа е нешто што треба самите. Јас живеам исто во стамбена зграда, јас не чекам некој да ми постави дали хидранска мрежа или ПП апарати, така натаму, но еве, кога веќе е започнат процесот на промени, започнат е процесот во кој што треба сите да се поправиме, ние сме тука да подадеме рака и јас оваа прилика ја користам да ги мотивирам само другите. Морам да ве прашам, откако ќе заврши целата таа постапка, да не биде ова со години, знаете, да таа хидранска мрежа да не треба со месеци да се поставува. Процесите, Иван, не дозволуваат да трае ова со години. Ние рековме самите ке председателот на владата има многу силна желба да го менуваме од денес за утре системот. Тоа е едноставно невозможно да го направите одма, но и логички е да оставите простор за адаптација, земајќи во предвид, односно за да се поправат одредени работи, земајќи во предвид дека некој во таков систем функционирал 30 години наназад. Ниту локалните избори нема да бидат пречка за такво нешто? Па мислам дека нема да бидат пречка локалните избори. Ви благодарам многу за гостувањето во темата.